Добар ден, почитувани, ове стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Родителите се во паника кога детето ќе се пожали на болка во стомакот, бидејќи тоа веднаш го поврзуваат со воспаление на слепо црево или некое друго сложено нарушување. Меѓутоа, најчесто се работи за безопасни болки кои што се предизвикани од бактериски и вирусни инфекции или пак се последица на некои стресни ситуации. За детските проблеми поврзани со стомачето денеска разговараме со професор доктор Стефка Грујовска, гастроентерохепатолог, педиатриски. Секако добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, добре ме најдов. Кога зборуваме за болките во стомачето во детска возраст, тоа треба да се подели по возрастни групи. Првите болки се јавуваат во најраното детство, односно веднаш после раѓањето во првите неколку месеци, се нарекуваат инфантилни колики, односно грчеви кај бебињата. Родителите многу ги загрижува и еве сега може да опишете сосема накратко како се манифестираат и на каков начин може да се спречат ако тоа е воопшто возможно. Инфантилните колики, тоа се една посебна група, да речам, на абдоминални болки кои се јавуваат кај новородените, негде ка втората, третата, четвртата недела по раѓањето. Карактеристика имаат својот болките, детето се собира, поцрвенува, се грчи, при тоа плаче гласно, што многу ги вознемирува родителите. Во меѓувреме, во меѓуинтервали, општата состојба му е добра. Болките се јавуваат многу често во одредени временски периоди од денот, почесто попладне отколку предпладне. Ви реков, општата состојба е добра, детето одлично напредува во тежина. Има многу предпоставки на што се должат овие инфантилни колики, дали на колонизацијата на гастроинтестиналниот тракт со надворешната флора, од надворешната средина, на релативниот дефицит на ензими кои што го разградуваат на лактазата првенствено, дали на некои развојни промени во мотили, развојни, да речеме, не се аномалии, туку развојни состојби на функцијата на нервниот систем во гастроинтестиналниот тракт. Најчесто, најдобро е детето да се смири со тоа што ќе се стави на града, после доење се држи подигнато, да го испразни она млеко што останало заради релативната инсуфициенција на затварачот на желудникот кон хранопроводот, да се тапка по грбчето, во време кога има болка ритмички да се нишка бебето. Евентуално има некои предпоставки дека давање на одредени пробиотици би помогнало, но мислам дека интерес наш би било подобро да зборуваме за другата група на болки. Ова е така таа инфантилна колика, другата група на болки која се јавува кај поголеми деца и која не е за занемарување по бројност. Така, како што растат децата и се наближуваат до предшколска возраст, така се почесто се жалат на болки во стомачето. Дали секогаш се тие од органска природа? Има известувања во литература дека од 4 до 10%, а некаде и до 12% од децата на возраст некаде од 4 години до 15 ги боли стомачето. Што е значи релативно голема процент, што многу често се јавуваат заради тоа на преглед од една страна, значи го фаќаат местото за преглед на деца кои се вистински болни, а од друга страна непотребните испитувања кои се прават по известувања во литература на здравствените фондови на развиените земји се толку големи да се прават стандарди кои испитувања треба да се прават, а кои не треба да се прават. И пак овде болките може да ги поделиме на акутни или хронични. Акутните болки се често банални, но некогаш и сериозни, животозагрозувачки, одеднаш кога детето повраќа, има жестока болка во стомакот, мораме да помислиме и на хируршка причина, што вие ја спомнавте за абдоминална болка, каде што спаѓа воспаление на слепото црево, или она што народски се вели преплет црева, а тоа е инвагинација, или некоја друга состојба на аномалија на гастроинтестиналниот тракт која се манифестира во оваа возраст и која дава клиничка слика на акутен абдомен. Но тој брзо ќе го препознае матичниот лекар, детето брзо дехидрира, повраќа и се нарушува општата состојба, адинамично е, прострирано е и тоа евентуално налага сериозни исследувања, веднаш брза диагноза и брза интервенција.
Иначе, акутното повраќање може да биде предизвикано и од банална горно-респираторна инфекција, кога имаме лимфаденит, односно оток на жлездите на вратот. Такви многу жлезди има во мезентериумот, кои исто така може да потечат, условно да речем, и да предизвикаат болка кај детето. Значи, едно фебрилно дете со црвено грло има и болки во стомакот. Значи, тоа се почестите причини. А зошто чувствуваат болка во стомакот децата кои што имаат, да речеме, воспаление на горните респираторни патишта? Ви реков, тоа е воспаление на лимфните јазди доаѓа во стомакот? Во стомакот, затоа што лимфниот систем е секаде присутен и вирусната инфекција. Бидејќи родителите обично поврзуваат лимфни јазди поврзани со грлото. Го атакира не само лимфното ткиво во грлото, во областа на вратот, туку атакира и лимфното ткиво во абдоменот. И од тука дразбите на нервните клетки, на нервните сплетови се чувствуваат како болка. И тоа децата имаат жестока болка, но се работи за акутна респираторна инфекција. Понекогаш, значи болките се врзани со болести на гастроинтестиналниот тракт, но и со болести надвор од гастроинтестиналниот тракт. А ако сакаме да зборуваме за оваа функционална абдоминална болка или рецидивна абдоминална болка, која е таа? Она што се јавува еднаш во 2 недели или 2 пати месечно, последователно во 3 до 4 месеци. При тоа детето наеднаш одигра, застанува, се витка, побледува можеби, нема други симптоми, а потоа после 2 до 3 минути се смирува и болката поминува. Понекогаш може да биде следена со празнење, да има детето потечна столица, понекогаш децата имаат обстипација во ваква состојба. И ако ова трае неколку месеци, родителите сериозно се вознемирени, децата не одат во училиште, тоа создава во фамилијата едно непријатно чувство, што има кај детето, има ли болест или нема, и се јавуваат на лекар. Така, детето ги боли стомак и потоа веднаш прекинуваат болките, играат. Значи, дали брзото опоравување после силна болка, која што е проследена со плач или пак со вриштање кај големите деца без солзи, е всушност главниот симптом за најчесто е главниот симптом и тогаш лекарот ќе направи диференцирање. Дали при болката детето само го болело стомак или имало некој додатен симптом повратило. Дали бидејќи оваа ситуација трае 1, 2, 3 месеци, детето изгубило во телесна тежина. Дали има некој друг пратечки симптом, жолта пребоеност на кожа, исип по кожата, евентуално дали има крвава столица во тој период. Ви реков дали ослабело, односно ако го однесат кај матичниот лекар, дали излегло од својата крива на раст на телесната тежина. Секое дете има своја крива на пораст на телесната тежина, која што матичниот лекар ја следи. Освен тоа, лекарот ќе го палпира абдоменот. Дали при палпација на абдоменот има болна осетливост, дали при тоа има органомегалија, дали е зголемен црниот дроб слезената, дали палпира некоја туморска маса. И тоа брзо ќе го ориентира докторот дека евентуално се работи за функционална абдоминална болка, но неопходно е да направи неколку базични испитувања. Секаде се препорачува тие да се направи крвна слика, која што ќе, ако имаме нормална крвна слика, без отстапување во вредностите на хемоглобин и еритроцити, значи детето нема анемија, не крвари, а има значи добра нутриција, добра исхрана. Потоа преглед на урина, која што ќе покаже дека нема никаков наод во урината. Зашто често уринарните инфекции со висока фебрилност може да дават и абдоминална болка, значи што не го спомнавме кај акутните болки. Потоа вредностите на CRP, C-реактивниот протеин, ќе покажат дали има инфламација или не. Друго што треба да се направи преглед на столица на паразити, преглед на столица на ламблија джардија, која што, например, во Велика Британија е застапена меѓу 2 и 7% од целата популација, значи една поприлична застапеност, да се погледне столицата макроскопски, да се испита за окултно крварење, да се направи еден ултрасонографски преглед на абдоменот, и ако се исклучи било каков патолошки наод при овие базични прегледи, детето треба да се следи. И најверојатно се наоѓаме пред функционална болка, која што е дневна,
значи не се јавува ноќе, повеќе дење, детето е во добра општа состојба. Ако му побарате со прст да покаже, помалите деца покажуваат периумбиликално, околу папчето, извинете. И веќе сме скоро сигурни дека се работи за една функционална абдоминална болка. На која возраст децата најчесто можат да ја лоцираат болката? Дали е тоа после третата година? После третата година, обично децата знаат да покажат каде ги боли стомачето, ама некаде околу четвртата сме сигурни дека точно ќе направат локализација на болката, дека е тоа периумбиликална болка. Ако болката е под десниот или под левиот ребрен лак, ако е лоцирана во десната или левата ингвинална регија, ако ирадира кон грбот, веќе можеби се работи за нешто друго, ќе подигнеме црвено знаменце и ќе одиме со испитувањата и понатаму. Но се етапно. Не треба, особено кај овие деца со функционални болки, да се прават непотребни испитувања затоа што ги едноставно ги исплашите децата, и тоа е една посебна структура на деца. Дополнителен стрес се предизвикува кај нив. Дополнителен стрес. Кои деца имаат абдоминална болка, се правило нема, нели? Само сакав да ги повикам и гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма на телефонскиот број 3076 677. Денешната тема е болка во стомачето кај децата. Денешна гостинка ни е професор доктор Стефка Грујовска, педиатриски гастроентерохепатолог. Споменавте кои деца најчесто страдаат од ваков проблем. Дали е точно дека во предшколска, предшколска, предпубертетска и пубертетска возраст проблемите знаат да си ги проектираат во стомачето? Но тоа се психосоматски болки, тоа е одредена структура на личност, што зависи од семејството во кое што расте децата. Може да бидат деца кои се премногу заштитени или деца кои се запоставени тие деца. Осетливи деца кои што гледаат драми дома, со кои што родителите физички се разрачунаваат за различни ситуации, потоа деца каде што родителите многу бараат или ги запоставуваат, воопшто не ги приметуваат, деца кои што јадат премногу, па се дебели и нив ги боли мешето од одредена друга констелација, значи тоа е посебна структура на личност и тука, затоа во лекувањето на децата, понекогаш е потребен и психолог, од кога ќе ја исклучиме органската причина на болест. Доколку родителите забележат дека болката во стомакот кај детето е поврзана со училишниот распоред или пак се јавува пред писмена задача, тие мислат дека симулираат болест. Дали е тоа така? И дали стресот всушност создава реални проблеми? Чувствуваат ли вистинска болка? Децата чувствуваат вистинска болка, која предизвикува стресот, и тогаш на детето треба да му се даде поддршка, да се разговара. Па еднаш и два пати може да отсуства од училиште, но тоа да не биде стално. Да се разговара каде е проблемот. И ова навиду ми е лесно, но всушност е многу тешко да се расчини што е причината за болката кај детето. Дали навистина има болка или стресната ситуација му предизвикала болка, и тука родителите треба да бидат виртуози што ќе направат за да му помогнат на своето дете да не отсуствува во училиште. Има во училиштата и психолози кои евентуално може да помогнат во оваа ситуација детето да ја надмине оваа ситуација. Имаме гледач на линија. Да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да ја поздравам докторката многу. Мислам дека ќе се сети овде кај Моника од Куманово. Така, поздрав до вас, Моника. Докторка Софијанова ја ме има мене гледано. Сум со целијакија. Добро, да. Се јавив само да испратам голем поздрав и голема благодарност до незе, до доктор Гавро. Така. Имам 27 години, благодарност до нив имам 2 дечиња. Ја следам вашата емисија и презадоволна сум. Да, драго ми е што не следите, што се вклучивте во програма и што ете упативте поздрав до професорката Грујовска, бидејќи таа има многу пациенти кои што имаат стомачни проблеми и предизвикани од целијакија, односно од нетолеранција, алергија на глутен. Точно тоа добро што се јави, па ни спомна, оти ние помалце сме мислеле на целијакија, отколку што всушност е присутна и кај рецидивни абдоминални болки, кои на изглед се функционални, понекогаш
тоа во зависност од искуството на лекарот се бара и испитување на антитела кон ткивна трансглутаминаза, зашто целијакија или глутенска ентеропатија не е ретка кондиција, е најчестата автоимуна болест во општата популација, треба да се мисли на оваа кондиција и треба после одреден временски период, ако другите испитувања се уредни, ако супортот психолошки не помага, ако бихевиоралните контакти со психолог не помогнат, тогаш треба да се помисли и на оваа кондиција и треба да се направи ова испитување. Многу почесто се помислувало на така наречената абдоминална мигрена порано, кога осем тоа што ги боли стомак, децата ги боли и глава, и имаат известни електроенцефалографски промени, но денес се знае дека во помал број е таа мигрената причина за абдоминална болка, многу почесто е причина целијакијата или алергијата кон храна, кон други видови на храна, бидејќи алергиите се во пораст. Вие знаете дека се во пораст благодарејќи на условите на живење, а може понекогаш да се манифестираат со абдоминална болка, но тоа не спаѓа во групата на функционални абдоминални болки. Тука имаме субстрат и кај целијакијата, и искусен лекар треба да ги издвои кои се органски причини или кога имаме абдоминална болка, а при тоа не сме нашле органска причина за болка, туку се работи за една функционална абдоминална болка. Кога зборуваме за функционалните абдоминални болки кај децата, дали тие може да предат во еден хроничен и долготраен проблем или успеваат родителите со помош на психолог и на гастроентерохепатолози да го решат овој проблем? Па, мачно е лекувањето, пошто видејќи медикаментозна терапија не би требало да се користи во принцип. Понекогаш за краток временски период се даваат антагонисти на Х2 рецептори, една група на лекови, инхибитори на протонска пумпа, се даваат пробиотици за 1 до 2 месеци, може краткотрајно подобрување, но најдобра терапија за функционалните абдоминални болки е групна терапија со матичниот лекар, со семејството на пациентот, со евентуално гастроентеролог, со психолог, школски психолог или психолог во известна институција, кој ќе помогне во надминување на оваа ситуација. Би требало да се избегнат лекарства, значи најверојатно ќе се помогне, но сепак потребен е подолг временски период и ова се здрави индивидуи кои покасно во животот немаат никакви тегоби од страна гастроинтестиналниот тракт, бидејќи нивниот гастроинтестинален тракт е здрав, практично. Да го вклучиме и гледачот кој што се јави, чека да биде вклучен во програма. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Во програма сте. Имам прашање едно до докторката, имам девојченце, 11,5 години. Така? Некаде од 2,5-3 години му се јавува некоја состојба од некој синдром на циклични повраќања. Например, ја заболува прво глава, па после тоа стомакот околу пупачето, добива некоја клиничка слика, ќе пожолти, ќе омалакса, ќе легне. По саат време ќе поврати, откако ќе поврати, детево од се одмера саат време и после тоа као ништо да не се случува. Ја носев на испитување органски, нема ништо, гастроентерохепатолог ми рече дека детево премногу нервозно, собира течност во желудникот. Дали може таа течност во желудникот што ствари она ќе поврати да ствара главоболки и дали треба на некој друго испитување да ја однесем, затоа што буквално откако ќе поврати, некогаш повраќа и жолта течност, откако ќе поврати детево се како ново, препородено. Значи нема ни температура, си добива боја нормална, тоа жолтило исчезнува, омалаксаноста исчезнува. Така. Чисто сакам мислење да слушнеме од професорката. Така. Благодарам што се јавивте. Да, овие циклични повраќања се опишуваат многу во детската возраст, при тоа значи од полно здравје детето повраќа, најчесто имаме една состојба на хипогликемија се манифестира и позитивен ацетон во урина, што е знак дека има жестока хипогликемија, кога ослободувањето на гликозата не оди по нормалниот аеробен циклус, туку во анаеробен, и ослободувањето на ацетон може да предизвика болка во стомакот. Но од друга страна, ако велите дека детето после повраќањето
е во добра општа состојба, ме интересира дали сте правеле некои испитувања на гастроинтестиналниот тракт, неинвазивни, рентгенолошки, за утврдите дали евентуално не се работи за некоја аномалија како малротација. Тоа значи аномална позиција на желудникот и цревата во гастроинтестиналниот тракт, што може да го отежне празнењето, па желудникот да се преполни, па после повраќање да се нормализира оваа ситуација. Знаете, на нешто што не знам кои испитувања сте ги направиле, а веројатно сте ги направиле сите, најчесто со зреење на организмот, ова циклично ацетонемично повраќање се надминува, а иначе една тешка ситуација во моментот кога се јавува. Ако не сте го направиле ова испитување, да се јавите кај вашиот матичен лекар да го направите. Кога зборуваме за болки во стомакот кај децата, колку често се случува после вирусна инфекција, после еден ентероколит, да се јават кај децата болки во стомакот, да се јави некоја нетолеранција на храна и да се жала децата на постојани болки и непријатности во гастроинтестиналниот тракт? Многу често, и имате право, зашто една вирусна инфекција, што е почеста од бактериските инфекции, прво ќе наруши интегритетот на нормална гастроинтестинална флора. И тоа ќе предизвика болка од една страна. Лимфаденитот што се јавува во прилог на ова вирусна инфекција која ќе го атакира целиот организам. Не е селективна кон вратните лимфни јази, туку и абдоминалните лимфни јази, зли исто така. Нарушувањето на ацидобазниот статус, кое што нема да биде видливо, кое што ќе биде компензирано. Сето тоа е состојба која што ќе даде подолго време болки во стомакот од една страна. Од друга страна, оштетувањето на цревната лигавица ќе направи оштетување на ензимите, па во прв ред ќе страда дигестијата на лактазата во млекото. И затоа многу често после вирусна инфекција пациентите имаат лактозна интолеранција. Значи не може да пијат млеко. Не може да пијат млеко еден извесен временски период. Денес е многу популарно и модерно интолеранција кон лактоза и сите ја испитуваат и сите наоѓаат некои генетски наследни аномалии, што е со резерва треба да се земе затоа што ние сме сите цицачи и во периодот на доенче сите се на мајчино млеко или на адаптирана формула во кој што има лактоза. И правиот примарен дефицит кон лактоза ќе се манифестира кај новородено, со тешки проливи, повраќање, со закиселеност на организмот, тоа е една тешка општа состојба. Ако израстало едно доенче и добро толерирало лактоза во тој период, тоа практично нема интолеранција кон лактоза, туку со старење на организмот количината на лактаза се намалува. И така една релативна инсуфициенција на лактаза имаме, односно ќе толерираме известна количина на лактоза, некомплетно да не толерирам. Значи можеме сепак мала количина на млеко да примаме. Или ќе видите во кој продукт има помалце лактоза, помалце во киселите млека, во јогуртот, отколку во пресното млеко. Или тоа ќе биде транзиторно после вирусна една инфекција, што рековте, најчесто е кон лактоза. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Вака, јас имам едно прашање, имам 2,5 годишно девојче. Така. Имаме проблем веќе месец дена, имавме проблем со диареја, не се воспостави дали е ротавирус, дали не е. Имаше кратко температура, па немаше температура. И еве се уште е болна, има болки у стомак постојано, повраќа од време на време и апетит нема воопшто. Така. Па точно го допревме тоа, дека тоа се вика постентеритичен синдром. Најверојатно, бидејќи имала температура на почетокот и пролив, тоа била вирусна инфекција која се надминала. И сега, ако спроведувате одреден хигиено-диететски режим, што значи? Обидете се да исклучите млеко со лактоза, има безлактозни препарати, не слушнав колкаво е детето. Мислам дека 2,5 години. Добро. Рече гледачката. Значи исклучите или воопшто исклучите млеко, давајте некој пробиотик, добро хидрирајте го детето и ќе видите дали состојбата ќе се коригира или ќе треба да направите некои дополнителни испитувања. Но познато е како постентеритичен синдром. Значи состојба после ентероколит
која што трае подолго време. И сосема на крај, кога ги спомнавме ентероколитите, проливите кај мали деца, на каков начин треба да се врши рехидратација и дали детето треба да биде ставено на диета кога има ваков проблем? Детето не треба да биде ставено на диета, порано имаше став да гладува, не напротив, да се храни како вообичаено и најдобро е да се рехидрира на уста. Најдобра рехидрирање е на уста, затоа што организмот знае колку треба да внесе, гастроинтестиналниот тракт оптимално ќе се хидрира. А родителите се исплашени најчесто барат инфузија. Но ова што го кажувам е теоретски. Навистина е тешко да рехидрирате дете кое што е фебрилно, кое што повраќа. Така. И тогаш може би и треба инфузија и каде што е сериозна дехидратацијата, состојбата, кога вие сами ќе го препознаете вашето дете или лекарот ќе каже дека оваа дехидратација бара венско аплицирање на течности, но венското аплицирање на течности е секогаш ризик, дека ќе внесеме поголема количина на течности од таа што е потребна, евентуално боцкањето во вени е траума, евентуално можност за инфекција. Најдобро е обид да се рехидрира на уста, полека, капка по капка. Професор, ќе ви благодарам што бевте дел од 0N+. Многу корисни информации за родителите, кои што верувам дека ќе најдат примена во нивното секојдневие. Малку допрев на една тема, веројатно заборавивме многу причини за абдоминалната болка, но барем да им помогнеме на родителите да имат една ориентација. Ќе оставиме простор за уште една емисија поврзана со оваа тема. Им благодарам и на гледачите што не следеа со внимание. Денешна гостинка во емисијата ни беше професор доктор Стефка Груевска, специјалист гастроентерохепатолог педијатриски. До гледање.